Почитувани конзули, ваши екселенции, пред се ви благодарам што дојдовте и најдовте време да дојдете во нашата држава, за да малце подобро се запознаеме и да имаме малце подобра соработка во делот пред се на економијата, за што сум јас одговорен. За сите останати прашања ќе зборувате со останатите представници на владата. Јас сум денеска тука да поразговараме околу економските прашања и како можете вие, како наши конзули во вашите држави, да ни помогнете во делот на економската соработка на нашата држава со државите во кои што сте вие наши почесни конзули. Јас би бил многу благодарен за било кој придонес ваш. Веќе имаме и неколку добри примери, гледам некои конзули присутни тука со кои што комуницираме и се гледаме, но би било добро да тоа и го прошириме и да можеме да го направиме малце пошироко. Вие денеска имавте презентација од страна на директорот на технолошките индустријски развојни зони и имавте состанок, колку што знам, и со министерот за економија претходно, со кој што веќе разговаравте на оваа тема. Денеска јас ќе гледам да не се повторам со тоа што тие ви го кажале. Практично имало презентација од страна на директорот на технолошките индустријски развојни зони и тој ве запозна со можностите кои што се во тие зони. Јас ќе кажам само дека тоа е еден дел од целокупната економска програма која што ја има владата како развој за економијата. Она што би сакал да го потенцираме дека таа програма содржи неколку столба, значи содржи неколку можности кои што земјите, поготово развиените земји и компаниите од тие развиени земји го имаат препознаено како исклучително поддржувачки комплекс на мерки и тие мерки веќе ги искористија во последниве 2 години над 30 компании кои што потпишаа договори за таква помош. Што ние направивме практично? Ние направивме она што е закон за државна помош, кој што е усогласен со регулативите на Европска Унија и кој што функционира секаде низ Европска Унија, ние го издигнавме на еден повисок степен, кој што го крстивме закон за финансиска поддршка на инвестициите. Тој закон за финансиска поддршка на инвестициите има јасни критериуми кој и колку може да биде поддржан во нашата земја доколку направи било каков инвестиционен циклус. Законот за финансиска поддршка во главно е наменет за индустрија, значи за производни капацитети, иако тој опфаќа и IT индустрија, опфаќа и индустрија преработувачка од земјоделието со најновите негови измени и опфаќа исто така, значи, и формирање на центри за развој, Research and Development центри за компаниите кои што сакаат тоа да го направат и некои компании веќе тоа го препознаа и го прават. Во моментов имаме подпишано околу 30 на договори по овој закон со компании, на моја радост, од развиениот свет, значи со компании од Германија, Соединетите Американски држави, Швајцарија, понатаму имаме, значи, да не ги набројувам сите земји, но посебно ми е драго што тоа се компании кои што практично препознале дека нашите услови се конкурентни визави условите во регионот, бидејќи кога зборуваме за привлекување на странски инвестиции, зборуваме, значи, за наша конкурентност визави земјите во регионот кои што исто така се обидуваат да го направат истото. Она што го имате, значи, позади, кој што ќе оди на слайдовите, се практично некои од тие мерки. Јас ќе се обидам само некои од нив да опфатам, нема да ја пратам презентацијата, за да оставам простор да можете и вие да поставувате одредени прашања во овие пола час кои што ми се мене доделени денеска да со вас поразговарам. Така да ќе гледам да тоа што јас го зборувам го направам во рамките на 15 на минути, за да оставам после некои 15 минути да можеме да продискутираме. Програмата и законот ги има и на англиски јазик, значи тие се пристапни и расположиви за сите, но таа се базира пред се, значи, на неколку мерки. Првата мерка е да компаниите кои што сакаат да дојдат во нашата држава, тие можат да бидат надвор од технолошките развојни индустријски зони или внатре во технолошко-индустријските развојни зони. За сите компании важат истите правила, со тоа што во натре во технолошко-индустријските развојни зони има плюс бенефити. Затоа јас прво ќе ги кажам сите,
а после ќе ги кажам и дополнителните бенефити кои што се во ТИРС. Значи, без разлика дали е во технолошко-развојните зони или надвор од нив, важи дека секоја инвестиција која што ќе биде направена може да се номинира за поврат на 10% од инвестираната вредност до максимални €1.000.000. Понатаму за сите вработени кои што ќе се вработат во таа компанија, а при тоа им се даде плата која што е 50% над минималната плата, или тоа во наши услови моментално е нешто над €300 нето плата, компанијата има право да направи поврат од 20% од нето платата во период од 5 години. Значи, ако запосли 100 луѓе, како пример само, така, значи и на тие 100 луѓе им даде плата над во моментот 19.000 денари, тоа значи дека во следните 5 години може да рачуна на поврат од државата на средства 20% од тие 19.000 денара, значи 3.800 денара по вработен, пати, значи 3.800 пати 100, пати 12 месеца, пати 5 години. Вака, најпросто да ја кажам математиката. Тоа е втората мерка. Третата мерка е доколку направи, значи, развоен центар во рамките на таа компанија или независен развоен центар, тогаш му следува 30% од сите трошоци за развојниот центар, вклучително и платите, значи, во тој развоен центар. Доколку е компанијата извозно ориентирана, а во главно се извозно ориентирани, бидејќи нашиот пазар е мал пазар, викаме за зголемување на конкурентноста на останатите пазари, за да усогласиме со Светска трговска организација, има дополнителни 10% и повторно до €1.000.000. Со други зборови, значи, двете мерки, првата и оваа последната што ја кажав, ако е извозно ориентирана компанијата, тогаш може да добие повратна инвестиција од 20% од инвестираните средства или до €2.000.000. Имаме и посебна група на така наречени таргетирани компании. Тоа се компании кои што согласно новиот закон, значи, треба да исполнуваат одредени критериуми. Тие таргетирани компании треба да задоволат услов да имаат инвестиција над 15 милиони евра, значи со новиот закон, и да понатаму, ако имаат инвестиција над 15 милиона евра, можат да се кандидираат, значи, за таа таргетирана помош. Тука, значи, имаме покрај повратот на тие 10 плюс 10, значи 20% на инвестирани средства до 2 милиона евра инвестиции, можеме дополнително, значи, да дадеме и помош за креирање на работни места, кои што во зависност од бројот на работни места кои што се креираат, прогресивно расте. Значи, колку повеќе работни места креирате, толку поголема е помошта. Значи, таа почнува од некој, сега само да се подсетам да не погрешам. Значи, дајте го тој слайд, ве мола. Не, значи за таргетирани компании. Значи таму почнуваше, ако не се лажам, од 2000 евра на 2000 евра, значи за 300 вработени, и после тоа ако расте, да речеме, над 1000 вработени е 3500 евра и така натаму. Значи во законот е јасно кажано, ги има, значи, тие бројки, да не навлегуваме во сето тоа. Практично, колку е овој закон повеќе поддржувачки од тоа што биле, значи, претходните договори, се гледа, значи, во последниот слайд. Тоа е вака, да речеме, не ги означив компаниите со име и презиме, за да не имаме, да, тоа е, значи да немаме практично да не ги експонираме компаниите, меѓутоа се гледа дека еве воспоредено со некои 20 на компании, 21 компанија кои што претходно имале договор со новиот закон, како тие би биле повеќе поддржани. Значи, се што е зелено е повеќе поддржани, само неколку компании би биле помалце поддржани. Ако ги старите компании што имале договори, ги споредиме, ги ставиме, нели, во рамките на новиот закон. Така да, во моментов, значи, се градат голем број на фабрики, таа практично е и поддршката која што како резултат на овој закон, и како резултат на тоа е и практично растот на индустријското производство во државата.
Нашата држава може да расте во економијата, во сите сектори се разбира, и сите сектори се важни, но ако направиме една статистика и да видиме кои се тие сектори што го генерираат бруто домашниот производ, тоа се секторите индустрија пред се, и точно овој закон нели е поддржувачки за таа работа, и ќе видиме дека, например, само споредено август 2019 со август 2018 година, последно за што имаме статистички податоци, растот на индустриското производство е 9,8%, или кумулативно, значи за првиот период од годинава, од 1 јануари до крајот на август 2019, споредено со истиот период во претходната година, тој расте просечно 5,5%. Бруто домашниот производ, значи, порасна, да речеме, од некој минус 1,8%, значи беше рецесија во вториот квартал во 2017 година, веќе до 4,1% во првиот квартал и 3,1% во вториот квартал во 2019 година, и очекуваме овој тренд на раст да продолжи. Светска банка и сите меѓународни финансиски институции предвидуваа раст во нашата држава од 2,5-2,7% секоја различно. Сите тие за 2019 година веше ги коригираа своите параметри над 3%, а ние како држава проектиравме 3,5%, а мислам дека ќе завршиме над тие 3,5 проектирани проценти. Она што е важно е дека имаме сериозен раст на бруто инвестициите во државата. Тоа значи е резултат на ова. Бруто инвестициите, значи, растат со над 11%, што е добро. И, значи, со други зборови, економијата или растот на економијата во нашата држава во моментот е креиран од приватниот сектор и од реалната економија, а не од интервенционизмот на државата, во смисол на тоа да државата гради одредени проекти кои што ќе билдаат бројки на бруто домашен производ, ама тие бројки, ако ги градите, значи ако ги билдате во проекти кои што не се long term sustainable, значи ако не се, да речеме, проекти кои што ги враќаат парите, вие ќе направите моментален ефект кој што ќе прикаже бројки во бруто домашниот производ моментални, ама на долг рок ќе направи проблеми, бидејќи некои тие кредити треба и задолжувања да ги враќа. Јас не сакам премногу да ве оптеретувам со економска теорија и се обидувам да нададам вака, да речеме, еден практичен пристап во таа работа и би заклучил, значи, кратко. Прво и основно, ние сме мала држава. Како мала држава ние мораме да бидеме отворени према светот ако сакаме да ја градиме економијата. Ако сакаме да ја градиме економијата во делот на индустријата, индустријски капацитет кој што ќе биде во Македонија, значи, направен само за македонски пазар, тој не е одржлив на долг рок, бидејќи тој пазар е мал. Што значи дека во главно нашите индустријски капацитети мора да бидат извозно ориентирани. Ако видите дека тие индустрии, без разлика дали се домашни или странски, тие се извозно ориентирани. За да бидат извозно ориентирани, мора да бидат конкурентни, и тоа се обидуваме да го направиме со овие мерки, да ја зголемиме нивната конкурентност и нивната продуктивност, бидејќи начинот да се зголеми продуктивноста е само доколку имате најнови технологии, затоа ги стимулираме да купуваат технологии, и доколку имате, нели, ноу-хау како со тие технологии да управувате, зашто стимулираме, нели, и да луѓето може да земат повеќе плати. Има тука мерки и за едукација и така натаму. Не сакам да ширам, бидејќи би требало многу повеќе време од овие 15 на минути да зборувам за тоа. Што е наш таргет? Не е наш таргет да привлечеме странски инвеститори кои што ќе дојдат за да бараат labor intensive дејности, бидејќи ние такви луѓе повеќе немаме. Значи, не можеме ние нашата држава да ја нудиме и да ја продаваме како држава со ефтина работна рака. Не е тоа целта. Ако претходно, да речеме, таргетот беше ставен и сите ние, односно слушавме дека се привлекуваат странски инвестиции на тоа дека ќе дојдат тука и ќе најдат луѓе што ќе работат за 9, за 12.000 денара, ние тоа не смееме повеќе да го правиме. Ние можеме да кажеме и нашата цел е да привлечеме странски инвестиции или компании кои што ќе бидат од повисокиот степен на технолошки развој, а не да ја базираат својата активност само на ефтина работна рака, а да при тоа не запослуваат илјадници луѓе. Не е тоа најважно. Најважно е да тие работни места што ќе бидат креирани бидат такви да бараат, да речеме, фабрики со 300, 400, 500 вработени, меѓутоа да бидат со висок степен на
на капитал, значи да бидат капитално интензивни инвестиции, бидејќи овие кои што запослуваат 4-5 луѓе, нивната инвестиција е 10-15 милиона евра, запослуваат 5000 луѓе, али се базираат на ефтина работна снага и трудоинтензивни се како дејности, за разлика од овие инвестиции за кои што јас ви зборувам последните години, и можам тука да ги кажам слободно како добри примери, Герешајмер, значи понатаму Баумер, па сега Дура и така натаму, тие се со својот капитал и со своите инвестиции се 60, 70, 100 милиона евра, 150 милиона евра, а запослуваат, значи, 300, 400, 500 вработени, но таму платите дозволува додадената вредност во тие компании да бидат над просекот во нашата држава, и точно тоа е тоа што ни треба, бидејќи, да, ние не очекуваме дека тие компании кои што ќе дојдат во Македонија за инженери или за високостручни кадри ќе ги дадат платите кои што се во Германија, но очекуваме да ги дадат бар 40 или 50% од тие плати, а во тој случај за инженер во нашата држава платата би била 1000 до 1500 евра, и со таа плата тие би биле задоволни, би можеле да ги задржат младите луѓе, или за технички кадар, оператор на ЦНЦ машина, заварувач и така натаму, значи очекуваме дека платата треба да биде нешто од редот на величина меѓу 500 и 800 евра, што за нашите вработени би биле, да речеме, атрактивни, а од друга страна, нормално и тие ќе го најдат својот интерес, бидејќи пред се во тие високо развиени земји секаде е проблем да се најде веќе работна рака, и да уместо ние извезуваме луѓе во тие земји, како што се случува во последните години, ние да извезуваме производи, значи да не извезуваме деца во другите држави, него да изведуваме производи. Формулата да тоа се случи е да тие инвеститори во нашата држава ги дадат овие плати за кои што зборував, и тие ќе имаат од тоа бенефит, но и овие наши млади луѓе ќе останат во нашата држава и ќе можат да продолжат да го живеат својот живот и да го прават практично, значи да формираат семејство и така натаму, бидејќи како да кажам, одливот на млади луѓе е нешто што јас го гледам како најголема опасност. Од тука, од таа страна, ние направивме и чекори за прилагодување на образовниот систем, кој што имаше сериозен, и се уште тоа трае, не може преку ноќ да се случи, има сериозна диспропорција помеѓу тоа што образовниот систем генерира како кадар, а тоа што се потребите на економијата. Ова е накратко, значи, сосема во делот на индустријата и привлекувањето на странски инвестиции, и јас ве охрабрувам да секој ваш контакт кој што го имате, слободно да го проследите, значи, до мојот кабинет, до кабинетот на директорот на слободните на технолошко-развојните индустријски зони, и ние ви гарантираме дека ќе реагираме промптно. Мене не ми е тешко да дојдам на било кој состанок во било која држава, да примам било кој представник од било која држава, само да оствариме и да направиме соработка. Исто така е многу важно, покрај тоа што да привлечеме странски инвестиции, исто така е важно да нашите производи од нашата држава ги продадеме во вашите земји. Доколку вие имате било каква можност во тоа да помогнете, ние максимално ќе им помогнеме на нашите компании да тие дојдат, се презентираат, имаме такви програми, и да своите производи ги продадат. Ние имаме компании домашни кои што имаат квалитетни производи, меѓутоа тие не можат да пробијат на вашите пазари. Јас доаѓам од реалната економија како човек кој што се занимавал со економија и знам колку е тешко да вие пенетрирате и пробиете било кој нов пазар. Јас сум го работел тоа во мојот живот, и затоа е многу неопходна, значи, неопходни се контактите, да се има контакт со прави луѓе таму, да се разговара со тие луѓе, како би можело, да се направи влез за нашите производи во тие држави. Втората гранка која што е многу важна, значи, во делот на економијата и го генерира бруто домашниот производ, тоа е, значи, градежништвото. Градежништвото апсолутно сме отворени, значи има проекти кои што се финансирани од меѓународните финансиски институции, по самата таа природа тие мора да бидат меѓународни тендери распишани за железница, за патишта, за гасовод и така натаму, енергетски проекти кои што ќе бидат во делот на јавното приватно партнерство, за што на крај ќе зборувам, сепак ја надминав овие 15 минути, но има многу да се зборува и за тоа, само на крај тоа ќе го кажам уште околу јавните приватни партнерства.
Сакам да кажам дека и во делот на градежништвото има големи можности, значи да компании кои што се етаблирани во тој свет дојдат и можат да ги извршат тие градежни работи кај нас, но и ние имаме градежни компании кои што можеме да ги понудиме на тие пазари. Земјоделските производи во нашата држава се квалитетни, но за жал нема организиран откуп на тие земјоделски производи и затоа апелирам до сите вас. Доколку можете да стапите во контакт со било кој ланец на супермаркети, кој што ќе биде од средна големина, бидејќи количините во нашата држава не дозволуваат да ние гарантираме испорака за големи ланци, меѓутоа доколку е тоа значи од среден во држава која што не е преголема и ланец значи од среден тип, нудиме можност да тој ланец дојде во Македонија и ќе му ги дадеме сите поволности да организира тој сам откупен центар, да направи таков откупен центар со калибратори, со селекција, со све што им е потребно, само за да нашите земјоделци имаат место каде да ги пласираат своите производи. Значи, доколку, и мислам дека ова е многу атрактивно и многу актуелно, и јас лично би бил посветен на било каква таква иницијатива која што би дошла од ваша страна. На крај сакам да ви ја кажам широката слика само за економијата или макроекономските параметри. Не сакам да ве малтретирам, тоа веројатно имавте прилика да го слушнете. Околу држењето на јавниот долг, околу 50% и незадолжувањето во последниве 2,5 години, што успеавме да го направиме. Значи, во делот на немањето инфлација или ниската инфлација, поврзаноста на нашата валута со еврото, што нуди некаква макроекономска стабилност, но она што е најважно, ако ги соберете сите наши потреби во државата, во делот на инфраструктурните потреби, па да речеме патишта, железници, гасофоти, гасификација, енергетика, пречистителни станици, еколошки потреби, вие ќе дојдете до една сума на пари кој што треба во краток рок да биде инвестирана од прилика некои 6-7 милиарди евра. Ако земете во споредба со нашиот бруто домашен производ кој што е 10,5 милиарди евра, тоа би било некаде 60% од бруто домашниот производ. Значи, ако сакаме ние тие проблеми да ги решиме со кредити како држава, со задолжување, во тој случај, значи, ние би требало да го зголемиме домашниот долг над уште плюс дополнителни 60% на постојните 50%, значи над 100%, што е неиздржливо. Затоа е добро да сите проекти кои што се физибилни ги препуштиме на приватната иницијатива. Па така, значи, во делот на енергетиката ќе биде препуштено на приватна иницијатива градењето на фотоволтаици, ветерни електрани, понатаму хидроелектрана Чебрен, дистрибутивните мрежи по градовите за струја, и ова е сериозна можност за сериозни инвеститори да настапат на нашиот простор во делот на енергетиката. Зборувам за проекти кои што би требало да бидат некаде околу 350 мегавати во обновливи извори на електрична енергија, и зборувам значи за дистрибутивна мрежа за газ низ целата држава. Значи зборувам за некоја пола милиарда евра инвестиции кои што се веќе ослободени и пуштени, значи, и доколку имате такви инвеститори се добродојдени да дојдат тоа да го направат. Тука од прилика и би завршил.